Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска акт на СДСМ прави уште едно разоткривање. Во средината на политичко-финансиската мрежа на оската Орбан, Вучич, Мицковски, преку нивните партии, банки, бизнис интереси и лажни договори за реклами има и клучен пропаганден столб – Алфа телевизија. Денеска ќе разоткриеме позадината на оваа пропаганда на политичките врски и бизнис мрежите. Граѓаните ќе видат зошто токму преку Алфа телевизија се водат црни кампањи, хајки, јавен линч врз СДСМ и председателот Филипче. Зошто оваа телевизија делува како политичка алатка на ВМРО? Зошто токму Жан Митрев беше искористен? Ништо не е случајно. Прво, да видиме кој стои позади оваа телевизија. Петер Шац, унгарски медиумски бизнисмен и човек од тесниот круг на Виктор Орбан. Преку компанијата ЦХС Инвест Груп, Шац контролира 57% од Алфа Скоп ДОО, фирма 100% собственик на телевизијата. Контролата ја превзема во 2017 година, токму во период кога Орбан започнува агресивна експанзија на своето медиумско влијание на Балканот. Петер Шац е познат по блиските врски со Виктор Орбан и неговата партија Фидес, при што неговите медиумски активности често се користат за промоција на агендата на Орбан, вклучувајќи ширење пропаганда и финансиски трансакции кои биле под истрага поради сомнеж за перење на пари. Пред тоа, Алфа била во сопствеништво на српски бизнис структури, меѓу кои и групацијата Комтрейд на Веселин Јевросимовиќ, човек со документирани релации со Александар Вучич и СНС. Континуитетот е очигледен. Сопствениците се менуваат, политичката линија останува иста. Орбан е поврзан со бизниците на Шац, но особено е важна врската со Хабоњи и поддршката за Груевски, на кому Орбан му даде азил. Во 2020 година Шац беше обвинет за даночна измама во Северна Македонија поради непријавување на приход од 190.000 евра во неговата компанија ЦХС Инвест Груп. Истражувањата на ИРЛ и Оштро тогаш покажаа дека така наречените рекламни договори за маслиново масло, сувенири, онлайн продавници без реален пазар биле користени како механизми за трансфер на милиони евра кон медиумите под контрола на Шац. Купувањето на Стопанска банка АД Битола од страна на Алта банка, собственост на Давор Мацура, банкар близок до Александар Вучич, отвара дополнително сериозни прашања дали истиот механизам банки, реклами, медиуми, политичко влијание повторно се активира овој пат преку српско-унгарската оска во услови кога повторно ДПМН е на власт. Не е случајно што кујните на ДПМН, порталите како Плюс Инфо и Експрес се преплавени со реклами од Алта. Дури и логото на Алфа и Алта банка се слични, сменети во истата година. Дали сега се појасни на вредите и нападите кои доаѓаат од Бетмен, Героски и Вона Талеска? Сега доаѓаме и до Жан Митрев, човек кој токму на Алфа ТВ започна црна кампања и јавен линч против председателот Филипче со изнесување на груби лаги. Освен што беше обвинет дека со умисло довел во заблуда 283 пациенти во неговата клиника, кои други активности го поврзуваат Жан Митрев со оваа политичка оска? Тимот на болницата Жан Митрев ја представувал Македонија на меѓународен турнир во walking фудбал во Будимпешта 2025 година, финансиран преку Македонскиот државен фонд за здравство. Еден од тимовите учесници на овој турнир е Фехервар од Унгарија, тим поврзан со поранешниот клуб Видеотон, каде што играл Орбан.
Киниши е вториот тим учесник на турнирот со Жан Мистрев, исто така од Унгарија. Да појасниме, Орбан е познат по својата обсесија со фудбалот, поранешен играч, голем фан и го користи спортот како дел од својата политика. Ништо не е случајно. Прашање е дали кога бил во Будимпешта, Жан Митрев се сретнал со својот драг пријател Никола Груевски, голем помагач на неговата болница уште од самото основање. Колку средства добил од буџетот на Фондот за здравство во 2025 година. Дополнително, Жан Митрев клиника учествувала на 56-тиот меѓународен саем за туризам во Нови Сад, одржан од 27 до 29 ноември 2025 година. Добил и награда за придонес кон иновациите и професионалниот пристап на клиниката како водечка дестинација за медицински туризам. Министерството за култура и туризам на Северна Македонија, како дел од владата, бил поддржувач, а наградата ја врачил македонскиот министер Зоран Љутков. Нови Сад не е случајна точка на мапата. Со години, градот беше под директна контрола на Милош Вучевиќ, долгогодишен градоначалник, председател на СНС, поранешен премиер и денешен советник на Вучиќ за регионални прашања. Токму таму се вкрстуваат интересите, саеми, бизниси, банки, здравствени институции и политички покровителства. Таму се доделуваат награди, се градат регионални партнерства и се цементираат неформалните врски помеѓу владеачките елити. Не е случајно што е формирано издруженијето ВМРО-ДПМН Србија, предводено од Маријан Јовановски, поранешен дипломат и кадар од времето на Антонио Милошевски. Ова не може да се чита изолирано. Во комбинација со блиските односи меѓу ДПМН и СНС, останува јасно дека станува збор за регионално политичко позиционирање, а не за културно здружување. Доаѓаме до заклучок за оваа политичка, бизнис и медиумска оска – Орбан, Вучиќ, Мицковски. Алфа телевизија не е само медиум, таа е и политички проект. Проект кој произлегува од пропагандната матрица, финансирана преку сомнителни шеми со документирани врски со политички и бизнис структурата на оската Орбан, Вучиќ, Мицковски. Постојаните црни кампањи, напади врз опозицијата, врз СДСМ, антиамериканските и анти-ЕУ наративи, не се само грешка на новинар. Тие се директен производ на собственичката, финансиската и политичката структура зад медиумот. Како и во времето на Груевски, Алфа повторно функционира како центар за црни кампањи, јавен линч и координирани напади, овој пат со регионална поддршка. Ова е нивното разоткривање. Ви благодарам.